Тренчарски учествувавте на меѓународниот турнир Viareggio, 3 надпревари, во кои што извојувавте една победа и 2 порази. Ако се направи после 2 дена од враќањето од Viareggio сублимат, колку како прв човек, како координатор во академијата сте задоволни од настапот во оваа дебитантско учество на овој турнир? Значи, прво морам да кажам дека ако направиме една глобална проценка на сето тоа што измина во минатите, значи една недела, во изминатите 7 денови, морам да кажам дека резултатски не поминавме добро. Очекувавме дека можеби ќе имаме шанси да го поминеме, значи првиот круг за прв пат, но од друга страна можам да кажам дека со играта задоволивме и дека оставивме доста позитивни вибрации, доста позитивен впечаток на турнир во Viareggio. Каде сметате дека можете повеќе? Во кој надпревар? Моje мислење е дека на последниот, на третиот надпревар, кој што одлучуваше за понатамошен пласман, иако имавме доста тешка задача, требаше да го победиме противникот со 3 разлика. Се обидовме, значи, да играме офанзивно во сите 3 надпревари. Значи, единствена позитивна проценка според мене, оцена според мене е тоа што во сите 3 надпревари се обидовме да вметнеме еден нов менталитет, еден нов карактер на тимовите кои што доаѓаат од Македонија, зборам на репрезентативно ниво или на екипно ниво. Значи се обидовме да се надигруваме со сите 3 тимови. Не бевме повлечени во дефанзива, значи сакавме да се надигруваме. Во одредени надпревари примивме и доста голови, но моje мислење е дека на третиот надпревар можевме, иако тој трет надпревар беше нашиот најдобар надпревар, можевме и моравме да постигнеме повеќе. Доколку навреме ги отстранивме недостатоците во одбраната, мислам дека надпреварот имаше сосема поиников тек и после нашето водство од 2-1 и пропуштената шанса на Рајчиќ за 3-1, мислам дека надпреварот ќе добиеше сосема поиников тек. Игравте со Интер, со Специја, имиња кои што многу значат во европскиот фудбал, со младинските состави. Постои, предпоставувам, разлика, но се приближуваме ли во играта на големите фудбалски клубови? Значи, вака, во секој случај имаме позитивно искуство во размената, значи, на информации со познати стручници од Италија, луѓе кои што се секојдневно вклучени во италијанскиот фудбал, вклучувајќи го и тука и тренерот на Фиорентина, Пауло Соуса. Покрај тоа што ние бевме 1,5 година помлад тим во ростерот од сите други екипи, покрај тоа што другите екипи имаат по 4 играчи 96-та родени, ние немавме ниту еден, ние оставивме доста позитивен впечаток. Единствено што можеме и мораме да работиме е тоа на тактичката подготовка, во која што дефинитивно заостануваме и нормално тука мораме да ја вклучиме физичката подготовка, но овој сегмент од физичката подготовка односно посветен на силата. Доколку ги поправиме овие два сегменти, мислам дека ќе бидеме рамо до рамо со италијанските екипи. Нема потреба да се трошат зборови за Интер. Тим составен од 12 интернационалци, Специја тим составен од 7 интернационалци, фантастични бази, значи јас сум изненаден од комплексот на Специја кај што игравме 2 надпревари, значи комплекс со 4 помошни терени, со сите услови, теретана, училници, предавални. Така да, јас сум задоволен и посебно сум горд што после надпреварот со Специја, лично тренерот на Специја дојде и ми честиташе за прикажаната игра, за тоа што ги изненадивме, за тоа што изигравме офанзивно, директно човек на задната одбранбена тројка на Специја и самиот ми каже дека морале да вметнат многу напор во второто полувреме за да го скршат противникот на една екипа која што доаѓа од Македонија. Viareggio се смета како саем за млади фудбалери. Дали веќе покажа интерес фудбалските менаџери за фудбалерите на Академија Пандев и нивниот потенцијал кој што го прикажате таму? Значи, ова е моје 4-то учество на овој турнир, 3 пати како тренер на ФК Беласица и еднаш прв пат, значи, на ФК Академија Пандев. Морам да истекнам дека сум позитивно изненаден, дури се чувствувам посебно горд, затоа што после самиот надпревар ми се јавија неколку луѓе кои што соработуваат со нас од Италија и ни поделија комплименти за целиот наш пристап. Разговаравме малку на тактички дилеми. Тие утврдија дека имаме навистина квалитетни поединци, навистина квалитетен потенцијал и таленти. Значи, 5 играчи од ФК Академија Пандев се веќе во нотесите на скаутите од повеќе тимови. Конкретно за 2 играчи веќе се почнати и разговори за нивно заминување во неколку тимови во Италија.